Последниот тест во оваа сезона е во знакот на еден нов почеток. Именно повторно сме со Ford Mondeo и повторно го имаме на годишен тест. Со денешниот тест ја започнуваме само серијата тестирање на новиот Ford Mondeo. Ние ќе го цела година ќе ги бележиме резултатите од моделот 2.2 TDCi со 200 конски сили и 450 Нм вртежен момент на моторот. Она што е интересно за овој автомобил е дека е опремен во нивото на опременост Titanium Luxury, што значи дека има многу дополнителна опрема и многу стил. Да не должиме многу, веднаш почнуваме со возењето на овој, барем на хартија, возбудлив мотор. Основната карактеристика на рестилизираниот Mondeo е масивната изведба, која се воочува во најголемите габарити во средната класа. Но, објективно, според габаритите тоа не е средна класа, бидејќи со должина од 4,84 метри и меѓуоскено растојание од 2,85 метри, Mondeo се рамни со лимузините од високата средна класа. Бидејќи се работи за рестайлинг, Ford Mondeo ги задржа неговите технички параметри, односно должина, висина и широчина и меѓуоскено растојание, но направени се дизајнерски измени кои го прават многу попривлечен во внатрешноста. Сега, поради имплементираниот дизајн и материјалите во внатрешноста, Mondeo делува како вистинска премиум лимузина. Забележителни се дневните LED светла, предната маска, но и задната светлосна група, кои даваат посебен шмек на изгледот на каросеријата. Со отворање на вратата се открива луксузната внатрешност во која доминира кожениот Windsor тапацир и забележливи се минималната, но одлична редефиниција на деталите и на инструментаблата. Titanium Luxury е богат пакет на опременост во кој само професионалните маанџии ќе најдат замерки. Покрај кожата, греењето и ладењето на седиштата со електрично подесување, музички центар со 6 CD-а, MP3 и USB приклучок, пакетот содржи Bluetooth конекција со која можете законски да зборувате на телефон додека возите. Просторноста е раскошна, за што се заслужни ширината и меѓуоскиното растојание. Тестираниот модел го задвижува 2,2 литрен TDCi мотор од 200 конски сили и кој е впаруван со 6-степен автоматски менувач со секвенционален мод на работа, се разбира доколку тоа го сака возачот. Менувачот ги менува брзините многу брзо и придонесува за она вистинско чувство во возењето. И доколку го возите во автоматски модус на возење, тогаш електрониката сама ги избира најадекватните и најприфатливите модуси за работа на моторот. Тоа значи дека секогаш го одржува полето на високи вртежи, односно на висок вртежен момент, што ви дава една поголема автономија и за забрзување, но и за лежерно возење. Сите очекувања се потврдија по првите километри. Турбодизелашот со Common Rail работи поуверливо од очекуваното. За тоа, дури повеќе од 200 коњи заслужен е максималниот вртежен момент од 420 Нм, кој со овербуст краткотрајно се зголемува на 450 Нм. Во комбинација со автоматскиот 6-степен менувач постига импресивни перформанси. Кога големата и масивна дизелска лимузина забрзува до стотка за 8,6 секунди и достига 224 км на час, останува малку простор за замерки. Перформансите се токму померка на автомобилот со високи амбиции.
Не се брутални и експлозивни, но Мондео подготвено одговара на притисокот на педалата за забрзување во секој степен на пренос што е заслуга на вртежниот момент. За пофалба е пријатното култивирано работење на моторот кој е добро прикушен во големата каросерија. Поради големиот вртежен момент во поле на низок број вртежи, еластичноста е многу добра, а во висок ритам може да се возат и возачи кои не сакаат често да шалтаат. На добрите перформанси допринесува одличното потпирање што е специјалитет на Форд, кое возењето на 4,8 метри долгата лимузина го прави како да управувате компактен автомобил. Во тоа удел имаат 18-инчните тркала и нископрофилните пневматици. Независното потпирање на сите тркала, а на задните со мултилинк со масивен стабилизатор овозможува задржување на лимузинската удобност и да се постигне спортска стабилност. Поради тоа, без многу напор може да се вози со спортско темпо. Управувањето е лесно и прецизно, па Мондео делува уверливо во сите услови на возење, а серискиот ESP подготвено реагира на секое претерување. Првиот впечаток за Ford Mondeo со 2,2-литрениот TDCi мотор е навистина импресивен. Завршната обработка, работењето на моторот и се разбира веќе потврдените и надалеку познати возни својства на Mondeo го прават чувството на возачот да биде навистина на високо ниво. Но тука не завршува нашето тестирање на Mondeo-то TDCi со овој мотор. Ние цела година ќе го следиме неговото однесување и се разбира на крај од идниот серијал ќе дадеме една општа оценка, односно заклучок за ова на прв поглед ќе повторам извонредна лимузина. Тоа беше се што подготвивме во рубриката Тест во оваа сезона. Јас и екипата на Автомагазин ќе заминеме на верувам заслужена пауза и ќе се видиме повторно на програмата на Канал 5 телевизија некаде во првата половина на септември. До тогаш пријатно лето, убави одмори и до гледање.